Почитувани, владата на СДС ги троши парите на граѓаните без милост и расипнички управува со државната каса. Владата на СДС за 14 дена потроши цели 1,2 милиарди денари, односно 20,5 милиони евра за стоки и услуги, односно патни и дневни расходи за представниците на власта, инвентар за нивните канцеларии и за вработување на партиските послушници. Да, почитувани граѓани, Заев и неговите министри кои ветуваа дека ќе донесат живот за 14 дена стопија 20,5 милиони евра од вашите пари, буквално за задоволување на сопствените апетити за луксузирање, наплаќајќи го истото од вашите пари. СДС, за да може да се расфрла со парите на граѓаните и да троши по 20 милиони евра за патни трошоци и партиски вработувања, за само 87 дена ја задолжи државата за неверојатни 145 милиони евра, а од државните резерви стопи 177 милиони евра. Политиката на огромни задолжувања, која ја спроведува владата на СДС, забрзано ја води Република Македонија кон банкрот. СДС не се размислува за еднината на државата и граѓаните. Затоа безмилосно ги задолжува уште неродените генерации со стотици милиони евра кои се трошат на патни трошоци и партиски вработувања. Да не беше трагично, ќе беше смешно. СДС ги задолжува едните генерации за да ги покрива партиските вработувања и патните трошоци на Заев. Ова е сосема спротивно од ветувањата на Заев пред изборите, кога зборуваше дека тој нема да ја задолжува државата и нема да има партиски вработувања. Граѓаните сега можат да видат дека Заев се што рекол излажал. Владата на СДС, без срам, зема од парите на граѓаните и ги расфрла за патни трошоци на Заев и неговите соработници, за вработување и вдомување на државната плата на партиските послушници и така наречените граѓански активисти, додека ја задолжува Република Македонија со стотици милиони евра. Лудилото на СДС не завршува тука. Владата секојдневно одвојува милиони денари за невладините организации. За само еден ден, на 24 овој месец, владата префрлила 1,4 милиони денари кон истите. Управувањето на СДС со парите на граѓаните ќе биде преиспитано со враќањето на демократијата и правната држава во Република Македонија. Граѓаните ќе му стават крај на самоволието на СДС, која ја турка Република Македонија во банкрот на 15 октомври, кога јасно ќе кажат дека се против погубните политики на Заев и врхушката на власта. Ви благодарам.